И точно време е малку на кратко да го напуштиме нашето студио и да поразговараме заедно со нашата колешка Ивана, која што има да ни соопшти многу интересни и важни информации за младите родители, најчести заболувања кај децата во зимскиот период, совети, препораки и се она што ќе им даде поддршка и можност да има што помалку солзи и што помалку болки и температура. Иванче, добро утро! Добро утро, Сузе, до тебе, поздрав до сите наши гледачи. Ова утро ве поздравуваме од клиниката за белодобри заболувања во Козле, каде што голем број од родителите токму се упатуваат овде и секако кога имаат потреба за нивните деца, особено во овој есенски и зимски период, некако се повторуваат се повеќе респираторните болести кај малите деца. Родителите мислам дека имаат чувство само што завршила една инфекција, дека доаѓа нова и така се додека не помине зимата. Па ова утро со доктор Филип Доксимовски, кој што е педијатар во оваа болница, ќе разговараме повеќе за тоа на што треба да се внимава во овој период. Докторе, ќе ви посакам добро и убаво утро. Кои се најчестите заболувања во есенскиот и во зимскиот период кај децата? Добро утро и на вас, добро утро и на вашите гледачи. Во овие периоди слободно можеме да кажеме дека преовладуваат најмногу респираторните вируси, значи во зимските и есенските месеци, каде што имаме варијации во дневната и ноќната температура, каде што децата веќе ни се вратени назад во колективите, во училиштата и во градинките, веќе се создаваат услови за повеќе дружења во затворените простори, тука се добива, значи, можност за респираторните вируси најчесто да има добра нивна дистрибуција и дисперзија помеѓу децата. Во предшколските деца, односно оние до 3 години, околу 80% се вирусите, но ги имаме тука и бактериите, како што се стрептококот, пиогениот стрептокок, пнеумококот, хемофилусот и останатите кои што се потипични, значи, за децата кои што се во колективи. Така, што е она на кој што е во овој период, изминативе неколку денови, се жалат пациентите, односно родителите ги носат своите деца. Што е она што е, да кажеме, така наречено најактуелно од заболувања кај децата во овие денови? Така, овие денови, значи, како што кажав, превладуваат респираторните вируси, кои што се манифестираат првично со една секреција од носот, затнатност, потешкоти во спиењето, значи неможност деца да кашлат во текот на ноќта поради сливањето на секретот од носот, може се јават бронхообструкциите, значи бронхитот се јавува, долнореспираторните инфекции, пневмониите и нормално тоа што највише ги загрижува родителите, тоа е покачената телесна температура. Да, сето ова, кога доаѓа до некоја вироза или пак до инфекција, бактерија, секако температурата се покачува, како да ги заштитиме? Секојаш тоа прашање се врти кај родителите, верувам дека и многу често ви го поставуваат, како да ги заштитиме децата. И веќе помине една инфекција, но за многу кратко време доаѓа нова. Што можеме да направиме, односно како можеме да превенираме? Превенцијата, значи, постојат многу начини на превенција, но за комплетна заштита од вирусите немаме. Во овие, да речеме, респираторни вируси, тоа е улогата на детскиот имунитет. Детскиот имунитет, со градењето на детскиот имунитет, он сака да е во контакт со вирусите, сака да е во контакт со бактериите, за да може да се створи соодветна заштита. Наша работа и работа на родителите е тоа да му дадат поддршка на имунитетот, односно се створат здравите животни навики кај децата, не само во зимските периоди, него и во текот на целата година. Првично тука станува збор, значи, за хигиената, редовно миење на рацете, после престој во колективи, пред јадење, после поздравување, значи, со други луѓе, да ги научиме децата да редовно одржуваат таа лична хигиена. Исто така тука се трите основни работи кои што, да речеме, имунитетот би можеле да го подобрат. Тоа е здравиот начин на исхрана, значи исхраната се состои од обилно, значи, количество на овошје, зеленчук, домашно приготвена храна, не само во зимските месеци, него и во летниот период и во текот на целата година, од сезонското овошје и зеленчук, кое што, фала Богу, ние го имаме на нашето поднебје. Тука доаѓа физичката активност на децата, значи да не се лишуваат децата од физичка активност, па дури во ладните месеци, со соодветна облека, значи, адекватно облечени деца за временските услови, значи физичката активност и да се поддржува од страна на родителите. Ги имаме тука водно-планината, матка, каде што може во текот на викендите децата да престојуваат на чист воздух, на планински воздух
И исто така е многу битно да не се заборави здравиот и непрекинат сон на децата во текот на ноќта, па и попладневните дремки. Да, тука велите, убаво е да се спортува и на отворено или во зимските денови, но го имаме и загадениот воздух, особено во Скопје, но и веќе речиси сите повеќе населени градови се и тоа каква загадени во земја. Да, затоа и напоменав дека доколку е можно и се има услови тоа да биде за време на викендите кога децата не се во школа, родителите не се на работа, да најдат прибежиште надвор од градските средини или во парковите каде што имаме почист воздух отколку во градската средина. Дали треба да се внимава, односно да се мисли на имунитетот, да се работи на имунитетот само во зимскиот период? Не, како што реков, имунитетот се поддржува од наша страна со здравите начини на исхрана, редовниот сон и физичката активност во текот на целата година и во текот на целиот наш живот, како и кај децата, така и кај нас возрастните. И треба да му се дава таа поддршка на имунитетот и нормално уште една работа која што е најсигурна заштита, а тоа е редовната имунизација од вирусите, болестите за кои што постои вакцина и која што е во редовниот календар, како и во зимските месеци вакцинацијата од грип. Да, чисто родителите или кога веќе ќе влезат во тој круг на инфекции, бактерии, велат цело време моето дете е болно, бараат и некоја алтернатива, односно сакаат некако да го подобрат имунитетот со некакви витамини. Се препорачуваат ли суплементи кај мали деца? Така, да, на родителите тоа им изгледа дека нивното дете континуирано болно во текот на годината. Сите деца, да речеме, при градењето на имунитетот и доаѓањето во контакт со инфектите, имаат 5 до 6 па и повеќе инфекти во текот на годината, но треба да правиме разлика помеѓу инфектите кои што се обична настинка или блага инфекција до она која што побарува посериозна медицинска интервенција. Сите тие настинки или благи инфекции се добри за имунитетот, бидејќи на тој начин ја гради одбраната на детето понатака во животот, но тука доаѓа, да речеме, како што спомнавте, и суплементите. На пазарот имаме многу суплементи кои што се достапни на родителите, кои што, да речеме, и ние педиатрите ги препорачуваме и лекарите, но сите тие треба да бидат во согласност со возраста на детето, да се дава онаа доза која што е препишана од страна на производителот и која што ќе ја препорача лекарот, и нормално да не се претерува со суплементацијата, затоа што тоа се суплементи, додатоци во исхраната. Исхраната не се замена за она што го напоменав претходно, за здравата исхрана, за овошјето и зеленчукот кој што децата секојдневно треба да го внесуваат. Докторе, ви благодарам на одвоеното време. Се надевам дека со овој разговор им доближивме, им појаснивме малку на родителите дека не само нивното дете цело време болно, туку тоа е една нормална фаза низ која што децата мора да поминат градејќи го својот имунитет. Така, благодарам и на вас за ова утро. Се надевам дека родителите малце од малце добија некои информации, секако доколку има повеќе прашања се останато, нашите амбуланти се за тоа. Ви благодарам. Сузева, ќе ве поздравиме ние од тука. Се надевам дека се помалку број на деца ќе доаѓаат и ќе ги посетуваат болниците и амбулантите, но како што спомена и докторот Оксимовски, нормално е во овој период децата, особено градејќи го својот имунитет, да поминат низ неколку респираторни заболувања, низ неколку инфекции и бактерии и секако давајте здрава храна и децата да спортуваат, затоа што тоа е најважно секако и за нивното здравје и за градењето на имунитетот. Старите велат, така растат децата, нели? Благодарам. Никогаш не се доволно совети од вистинско место во вистинско време, точно во оваа сезона на вируси на грипови. Поздрав и до тебе, Иван.